Се наоѓам во Солис ланчбар во Скопската населба Аеродром, а друштво денес ми прави Благој Блаш Маротов, музичко име присутно половина век на нашата музичка сцена, човек во кој што дише музиката, композитор, артист, изведувач, човек кој што целиот свој живот тесно го поврзува со музиката и професионално и семено, а при тоа ова нова 2025 година ја започна со нова песна и нов видеозапис. Тоа е песната Доказ, што беше и повод за нашата денешна дружба. Блаш, здраво! Здраво, Ирена, посебно ми е драго и чест ми е што сме повторно заедно, како во старите добри времиња што велат. И исто така ми е драга телевизија Алфа телевизија, тоа е познато. Така да, еве, поздрав до сите гледачи на вашиот канал. Во најавата не спомнав, меѓутоа ти спомна дека ти е драга телевизија Алфа, затоа што беше дел и од нашиот музички проект Еден бакнеш и нормално од тогаш па до денес ние продолжуваме да ја следиме твојата музичка кариера, а ти пак постојано на публиката и сервираш нешто ново. Едноставно таа љубов со музиката е нераскинлива врска и те тера постојано да твориш и да создаваш нови песни и нова музика. Како што споменав, 2025 ја започна активно, промовирајќи го видеозаписот за песната Доказ, но песната е малку постара. Чинам дека уште есента минатата година настана Доказ. Да, токму така. Песната почна да се работи некаде крајот на 2024 година, но со оглед на тоа што како демо материјал беше многу различен од тоа што на крај испадна, јас требаше да наоѓам решение кои што би ја довеле во оваа состојба како што е сега, и поради тоа се продолжи малце тој период на оформување на песната. Зборувам на аранжманскиот дел, бидејќи музиката и текстот, еве да кажам, се на Златко Бошковски музика и текст е Зоран Гега Маџовски и двајцата се од Гостивар. Веќе со Златко ми е трета соработка, претходно имав еден убав настап на Охридски трубадури со негова музика, но таму беше текстот на Драган Матевски, исто така гостиварчанец. Некако со гостиварчани ми тргна работата, да речем. Тоа се прекрасни луѓе, добри музичари. И така, Доказ дојде како доказ, како да речем. Тоа е една љубовна поп-рок балада со една прекрасна сторија љубовна. Авторот на текстот ми кажа исто така дека е всушност вистинска приказна. Мене пак, за жал, во овој наш период сега што сите сме сведоци на тоа што ни се случи со оваа трагедија на девојката Фросина, некако од кога се случи ми се залепи како да тие докази сите ги чекаме на некој начин за една вистина, за една правда. Така да, сега во овој период баш така ја доживувам како еден доказ во таа насока. Сите звезди ноќва нека света, ке ти симнам една на уво да ти шепне како доказ љубов си ми ти. Песната нормално не само што доби свој видеозапис, туку и видеозаписот доби соодветна промоција, па неодамна во присуство на пријатели, колеги, новинари, истата беше промовирана. Во каква атмосфера помина? Како си задоволен од самата промоција? Да, промоцијата беше баш овде на ова место во лаунџбар Солис во населба Аеродром. Помина во една прекрасна атмосфера, беа неколку мои пријатели, некои новинари. Го промовиравме видеозаписот кој што најде на еден убав аплауз, на едно добро одобрување, да речем. Некако беше во оваа зимска идила, покасно ќе зборувам и за тоа.
Инаку, вечерта продолжи со наш заеднички настап со Јуле после тоа, после промоцијата, каде што имавме полна сала со гости кои што останаа до крај, до 1 часот после полноќ и беше една убава вечер на наше задоволство. Сега, ти веќе спомена и зимската идила, тоа е дел од амбиентот што го одбележа видеозаписот за доказ, па ајде да ни откриеш околу самото сценарио и идејата да се снима на тој начин. Таму гледаме твои соработници и впрочем многу често ти записните ги правиш на во амбиенти во кои што се чувствуваш пријатно, кои што се твое обкружување и со луѓе кои што секојдневно се дел од твојата работа и од твојата музичка приказна. Да. Видеозаписот за доказ го работевме 2-3 дена, да можам да кажам, бидејќи првиот ден снимавме во моето блиско обкружување, таму кај моите комши имаат добра локација и имавме еден проблем, една грешка во резолуцијата на сликата и мораше сето тоа да отпадне. Во меѓувреме буквално се случи преку еден ден кога решивме повторно да снимаме, падна снег, што велат старата песна, снег ударил 9 педи. Баш така се случи еден голем снег и луѓето од продукцијата викаат ова ќе биде супер на снег. Ја бев навистина скептик затоа што некако не ми идеше, викам ајде песната може некојаш ќе се гледа и во лето, па што е сега снег кој ќе гледа. Но некој вика па добро ќе се разладиме во лето. Така да снимавме во една зимска идила, во еден убав снег, да речеме, кога падна тогаш. Мојот драг пријател Војче, исто така соработник во повеќе наврати низ минатото, па и сега и во иднина, ми дојде вака како гостин на спотот со тоа мало хармониче, со кое што тој ми кажа дека он почнал со таа хармоника како хармоникар. Така му беше драга една таква дружба со тоа мало хармониче. И уште еден гостин имам, Дамјан Марковски на гитара, еден помлад музичар. И така го снимавме, па потоа ни фалеше уште некоја сцена кога снегот веќе беше под стопен, да речем, на одење. И така се сопадна неколку детали каде што и локацијски ми одбра интересни локации, дури на промоцијата многу прашува каде е тоа, им велам во Скопје, не може да пронедат каде е, но тогаш реков дека ќе биде тајна, но од сега веќе им откривам гледачите. Тоа се локации некаде таму во населба Железара, покрај пругата, па има некои подземни премини кои што така добро ни дојдоа да го бараме доказот. Да, кога постои креативност и инвентивност и кога ќе се изнајдат и во најблиското обкружување такви интересни простори и амбиенти кои што може совршено да одговараат ете со една ваква љубовна во случајов тематика и една навистина преубава песна. Значи песната веќе е промовирана, лансирана, веќе се врти, првите реакции се навистина прекрасни. Баже, што планираш за оваа 2025 година? Минатата година те видовме беше присутен и на фестивали, учествуваше на Охрид фест, ќе биде ли оваа година исто фестивалска, ќе има ли нова музика? Прво морам да кажам дека првичните одзиви на доживување на песната, еве на моје големо задоволство, беше хит на Радио Бубамара, морам да ги поздравам луѓето од Бубамара, на Sky Radio, на Зона М1 радио, така да посебно ми е драго што заживеа песната. И нормално и телевизиите, еве и вашето присуство и презентацијата на видеозаписот и останатите канали каде што бев гостин. Морам да кажам дека следниот период се фокусирам на распишување на аранжманите за моите досегашни композиции и оно, да речем, може би веќе најавуван концерт кој што планирам да го направам, мислам дека ќе се случи оваа пролет. Тоа би било прекрасно, навистина. Јас се надевам дека ќе биде добро со жив бенд во некој добар простор, сега уште немам дефинирано каде, но сигурно ќе биде убав амбиент каде што мојата музика е поп-рок музика каде што се присутни аранжмани, присутна е музика, присутно е пеење
И се надевам дека публиката, без оглед на тоа што јас сум свесен дека мојот материјал не е толку познат, не е толку извртен да луѓето можат да пеат на концертите, но Но може да уживаат слушајќи те тебе како пееш. Да слушат добра музика, да слушат и добра изведба и моја и на самиот бенд, што е може би и реткост. Повеќе концертите нели се случуваат во еуфорична ситуација. Може би ќе биде и кај мојот концерт така, но пред се сакам да уживаат во добра музика. Искрено, ете, од мој аспект гледано, неодамна гледав концерт на Масимо Савич во Скопје, кој што морам да кажам беше продуциран фантастично од страна на аудиопродукција. Од целиот концерт познати беа 2 хита, кои што му се врвни хитови, останатиот дел беа барем за нашата публика непознати, но публиката ги прифати одлично, така да не мора да биде секогаш од онаа страна. Баш ми е мило што еве конечно најавуваш и голем концерт, а тоа ќе биде и следната причина да се дружиме повторно пред камерите. Блаж, ти благодарам за одвоеното време. Посакувам песната Доказ да доживее на вистина огромна популарност, да биде една убава најава за активна пролет, за предстојниот концерт и за уште една успешна, плодна и активна година за тебе и за твојата музичка кариера, а воедно и за нашата македонска музика. Благодарам и на Алфа телевизија, и те велична Ирена. И се надевам дека тоа што го планираме ќе се оствари и ете, на гледачите им порачувам да не следат, да слушаат Доказ и како што реков во овие за нас лоши времења да ги дочекаме овие докази кои што ќе обелоденат вистината за се што не мачи. Како доказ, љубов си ми ти. Како доказ,